ние интервју со началникот на Генералштаб, генерал-мајор Сашко Лавчиски. Генерале, благодарам што прифативте интервју за МИА. Помина една година од вашиот мандат, многу предизвици, спроведување на НАТО стандардите, војна во Украина, Израел, Газа, тензично на Блискиот Исток. Како ја оценувате безбедносната состојба во државава и дали е загрозен регионот од оваа војна? Благодарам, задоволството е мое. Најнапред дозволете ми од мое лично име, од името на сите припадници на армијата, да ви посакам добре дојде во мојата канцеларија, во Генералштабот, да ви се заблагодарам на можноста што ќе разговараме на актуелни, одбранбени, безбедносни теми со фокус на армијата секако и секако да ги поздравам сите ваши гледачи. Во контекст на вашето прашање, да, денеска живееме во исклучително сложен безбедносен свет, со многу безбедносни предизвици, би рекол. Војната во Украина, војна на европско тло, нешто што беше незамисливо. И тоа не било каква војна, конвенционална војна од широки, големи размери, каде што е надоградена истата со примената на сите овие нови технологии и технолошки напредоци. Ние како регион, тука би зборувал малку повеќе во контекст на Западен Балкан и Македонија како дел од регионот, сме подложни секако на предизвиците кои доаѓаат како резултат на таа војна, имајќи во предвид подложноста на регионот на дезинформации, лажни вести, политички влијанија, повторно оживување на некои стари практики на меѓудржавни тензии и конфликти, сето тоа допринесува да бидеме како дел од овој регион ранливи на ваквата состојба. Исто така, она што се случува во Израел, војната таму, конфликтите на Блискиот Исток, може да предизвикаат за нас нешто што е добро познато, нови мигрантски бранови, од кои веќе имаме искуство, радикализација на одредени групи кои не ретко наоѓаат прибежиште и во овие простори, во регионот и во државата. Сето тоа представуваат одредени одбранбени, односно безбедносни предизвици, за кои треба добро да размислиме, добро да ги проанализираме и да преземеме конкретни мерки, преку градење превентивно сега на отпорност. Не само во Министерство за одбрана, не само во армијата, него и кај сите останати државни институции. Дали има директна војна закана за државата? Нема. И да одговорам на вашето прашање, моменталната безбедносна состојба во државата ја оценувам за стабилна, но секако потребно е да се врши добра анализа и добро да се следат предизвиците, безбедносните предизвици кои доаѓаат од конфликтните и војните подрачја широм светот. На последниот состанок на НАТО се постави амбициозна цел секоја земја членка да ги зголеми трошоците за одбраната за 5% до 2035 година. Се предвидува 3,5% од оваа квота ќе оди за воени инвестиции, а 1,5% за внатрешна безбедност. Кој е вашиот став за оваа одлука и што ќе значи тоа за нашата армија? Знаете, јас како началник на Генералштаб треба да бидам среќен со овие 5%, за тоа што тоа ќе значи многу за одбраната, но мора да нагласам дека тоа е доста амбициозна цел и ќе биде големо оптеретување за владата и буџетот. 5% за мала држава како што е нашата е навистина амбициозна и предизвикувачка цел. Со тие 5%, достигнување на тие 5% ќе имаат проблеми поразвиени држави со веќе поставени планови за развој во одбранбениот сектор. Така да пак повторувам дека ова ќе биде доста предизвикувачки. Да, како што кажавте, 3,5% од тоа ќе идат директно за развојот на воените капацитети. Тука пред се мислам за модернизација, за понатаму надградба на веќе постоечки системи, подобрување на капацитетите во однос на командување и контрола, логистичката подршка, ако сакате, односно се оно што влие врз директно подигнување на борбената готовност на армијата, при што ќе се задоволат не само НАТО побарувањето, него и националните одбранбени капацитети. Сето тоа би одело во насока на зголемување на
интероперабилноста и оперативноста на армијата и во контекст на НАТО целите на способност, но во исто време ќе биде во контекст на зголемување на националните одбранбени капацитети. Во контекст на 1,5, тука пред се мисли на она што спаѓа во доменот на национален одбранбен контекст или логистичка инфраструктура, патишта, железници и така натаму, развој на резервниот состав, на цивилната заштита или сите оние механизми кои се поврзани со развојот на отпорноста, која веќе ја спомнав, а во контекст на одбрана од хибридни закани, сајбер безбедност и справување со најразлични видови на кризи. Во текот на изминатата година остваривте бројни средби со ваши колеги од земјите сојузници во НАТО, меѓутоа имавте и посета на началници на генерал-штабови од други земји. Дали на дел од овие конференции генералниот фокус на дискусиите има поврзано со актуелните состојби во Европа и Блискиот исток? Да, како што кажавте, значи остварив неколку официјални средби, но и сите оние конференции на кои што учествувам како началник на генерал-штаб, дали се тоа регионални, дали се од доменот на обврските кои ги имаме према НАТО, Алијансата на војниот комитет, остварувам средби со началниците на генерал-штабовите од другите НАТО членки. И во право сте, во фокусот на дискусиите кои ги имаме е актуелната безбедносна состојба, и неретко дискутираме како да ги подобриме одбранбените капацитети, сопствените, националните и НАТО одбранбените капацитети, а се со цел подобро да одговориме према тие предизвици. Како држава, како држави, како регион и на крајот на денот и како НАТО алијанс. Искрено да ви кажам, овие средби се многу значени, не само за мене, верувам и за моите колеги и за останатите началници, заради тоа што не само што разменуваме искуства, каков пристап имаме кон проблемите и предизвиците кои се пред нас, а во контекст на развој на одбранбените капацитети, туку и размена на искуства од доменот што треба да превземеме во контекст на подобрување на борбената готовност, практично подобрување на борбената готовност, имајќи ги во предвид нивните искуства. Неретко, и ова е, да речеме, една од моите филозофии, како началник на генерал-штаб на релативно млада НАТО членка, да ги земам во предвид нивните позитивни искуства, нивните практики при развојот на капацитетите и способностите од држави со поголемо искуство и како такви да ги применувам или да ги имплементирам кога тоа го правиме тука кај нас дома. Ова сметам дека е добра практика од проста причина што со тоа се заштедува и време и пари, се заштедуваат ресурси, а се постигнува бараниот ефект. И би додал тука пред се по-конкретно на официјалните посети, кога се, условно кажано, тет-а-тет средби со началниците, договараме пред се обуки, вежби, активности кои се во доменот на развојот на одбранбени капацитети со предзнак на подигнување на борбената готовност. Во Турција учествувавте на конференција за безпосадни системи. Војните оперативни средини се менува ли начинот на војување во светот и како нашата армија го препознава значењето на овие системи? Да, одлично прашање и очигледно неизбежно прашање. Дроновите или беспилотните системи се стана секојдневие денеска или интегриран дел на денешното војување, односно на денешното војувалиште. Не може и да се замисли веќе некоја борбена операција или конфликт, криза без употреба на тие беспилотни летала. Ако до пред некое време истите беспилотни летала, односно дроновите ги користивме само за извидување и наблюдување, опсегот сега кој што го пружаат истите е многу поголем. Голема, огромна улога имаат во офанзивните задачи. Значи, тие истите се вооружени со одредени системи и се користат при реализација на офанзивни операции. Од доменот на логистичката поддршка, од доменот на сајбер напади или заштита од сајбер напади.
Значи, земено во целост, беспилотните летала стана незаменлив дел од денешното војувалиште, што подразбира промена на доктрините, што подразбира променат на начинот на војување и тоа каде тие беспилотни или автоматизирани системи се наоѓаат во организацијско-форматската структура на државите. Сходно на тоа и ние во нашата армија водиме сметка за тоа. Веќе имаме одредени планови како, што и каде треба да промениме и доктринарно и во однос на организацијско-форматската структура со цел да извршиме интеграција на тие системи. Нормално тука е потребата и за набавка на истите. Веќе со министерот разговараме на таа тема и за многу брзо време овие системи ќе бидат и дел од нашата армија. Во контекст на претходното прашање, кои се приоритетите за модернизација на армијата во наредните години и кои нови системи и опреми се планираат да бидат воведени до крајот на 2025 година? Значи, модернизацијата и опремувањето на армијата е предвидена во два стратешки документи. Едниот е стратегискиот одбранбен преглед од 2018 и долгорочниот план за развој на армијата. И двата документи, едниот и другиот, се веќе ја постигнаа својата вредност, мора да претрпат одредени би рекол надградби, а со цел да се прилагодат кон новите закани и ризици кои ги дискутиравме пред малку. Во тој контекст, во контекст на модернизацијата и во опремување, тековни проекти се опремувањето на армијата со лесните оклопни возила GLTV и Страйкер. Во однос на GLTV-та, 2/3 од истите се веќе пристигнати, уште 1/3, некаде помалку од 30-тина, поконкретно 29 возила треба да пристигнат до крајот на годината, заедно со Страйкер возилата и да бидат дел од македонската армија. Со нивното пристигнување, со нивното интегрирање во единиците, тука пред се тие ќе бидат наменети за лесната пешадиска баталјонска група како наш највисок НАТО приоритет, ќе се зголеми мобилноста, која е многу важна, заштитата на персоналот и истите доаѓаат, како што знаете и како што можевте да видите од неколкуте активности кои претходно ги имавме пред пристигање на истите, доаѓаат со автоматизирани огнени системи, кои што значително ќе подигнат и огнената моќ на армијата и на конкретно на лесната пешајска баталјонска група. Во тој контекст, до крајот на годината и веќе со почетокот на следната година, очекуваме да пристигнат и системите за противвоздушна одбрана Мистрал 3, ракети со краток дострел, кои што исто така треба да ги подобрат капацитетите и можностите на армијата и борбената способност на армијата во контекст на справување во контекст на противвоздушната одбрана. Веќе ви е познато дека хаубиците Боран 105 мм се дел од артилерискиот баталјон во Прилеп. Паралелно со ова се модернизација, односно подобрување на капацитетите од доменот на сајбербезбедноста, од доменот на она што влегува во генерална инженерија, генерални инженерски единици, борбена инженерија, борбени инженерски единици и така натаму и многу други проекти. Очигледно е зголемувањето на опремата во армијата, меѓутоа ќе има ли кој да ја обслужува, односно каков е планот за прием на професионални војници, за произведување на офицери, подофицери и што се превзема во однос на подобрување на условите на војниците во армијата? Можам да истекнам во оваа прилика дека во поглед на пополна со персонал по сите категории, ова година направивме многу заедно со Министерството за одбрана. Како што веќе знаете, на денот на армијата свечено ги построивме веќе произведените ново произведени или веќе произведените 149 подофицери, водници и 26 подпоручници како дел од офицерскиот кор. И тие веќе се дел од и се на лидерски позиции во армијата и верувам дека сте во тек конкурсот за
300 професионални војници, кои беше распишан од страна на Министерство за одбрана Евотек. Истиот е замрзнат заради локалните избори и очекуваме истиот да продолжи по завршетокот на изборите. Ова е значаен допринос заради тоа што и значајна работа би рекол заради тоа што персоналот сепак и во општество на забрзан технолошки развој кој посебно место најде во одбраната, персоналот сепак останува нешто што е многу важно. Ние како армија во моментот немаме проблем со пополна заради тоа што армијата како таква е атрактивна, љубовта кон униформата и патриотизмот очигледно на населението им значи многу. Имаме навистина доста кандидати кои се пријавуваат, значи можеме да правиме вистински избор. Ке биде предизвик очигледно за некои поспециализирани, постручни позиции од доменот на комуникацијско-информацијски системи, техничари за одредени платформи, посебно во фазата на модернизација, но верувам дека и за тоа ќе се изнеде начин и модус како да го обезбедиме и тој кадар. Така, каков е планот за вложување во инфраструктурата на касарните, војните објекти? Вложување во инфраструктурата, во касарните, е постојан процес и во моментот се случува. Може би акцентот и фокусот е повеќе на касарни, односно инфраструктура која е врзана со развојот на лесната пешајска батальонска група, односно лесниот пешајски батальон, така да поголемиот дел од инфраструктурните проекти се во Штип. Но она што веќе го договоривме со Министерството и ова година, меѓутоа во следната година уште повеќе, со поголемо позасилено темпо, тоа ќе биде случај во сите останати гарнизони. И во гарнизонот Скопје, пред се тука мислам и на касарната Илинден, касарната Петровец, Чојлија, во Прилеп, во Куманово, во Тетово, во Кичево, значи нема да има касарна каде што нема да има инфраструктурни проекти, а се со цел да се обезбедат што е можно подобри услови и подвисок стандард за нашите припадници. Така, какви се плановите за зголемување на борбената готовност и кои се следните големи вежби во кои армијата ќе учествува или веќе учествува во дел од вежби? Зголемувањето на борбената готовност е непрекинат процес. Таа се одвива во моментот. И мој императив е зголемување на борбена готовност, она што е мојата примарна задача. Ова година, а заради тоа што не чека следната година, оценувањето на лесната пешајска батальонска група, акцентот беше даден на развојот на капацитетите и способностите на лесната пешајска батальонска група, па затоа истата учествуваше на една од најголемите вежби во регионот и во Европа, Immediate Response 25, која се реализираше на армискиот полигон Кривола, каде што учествувавме ние како армија, ние како држава со лесен пешадиски батальон, односно вториот батальон. Ова беше малтени првиот тест на лесниот пешадиски батальон во една меѓународна средина, каде што треба да го покаже до степенот на развој во контекст на НАТО целите на способност и во контекст на интероперабилноста и оперативноста со други земји членки на НАТО, до каде сме стигнати. Успешно беше завршена самата вежба. Има доста научени лекции кои беа идентификувани за време на вежбата и кои се во дел од планот каде што треба тие капацитети да се подобрат. Она што сакам во оваа прилика да го нагласам, а што се случува во моментот е нашето учество на исто така една голема вежба, меѓународна вежба, Cyber Junction 25 во Хохенфас во Германија, каде што учествуваме со 1/3 од лесната пешајска батальонска група, односно со засилена зајакната чета. Ова е за нас историска вежба по многу параметри. Прво е заради тоа што за прв пат учествуваме на вежба каде што покрај припадниците кои обично одат со личното вооружување и личната опрема, тие на таа вежба учествуваат и со целокупното вооружување кои го поседуваат, целокупните возила кои се на користење во единицата, борбени и неборбени, и останата материјално-технички средства кои се на употреба во единицата.
Значи зборуваме некаде за отприлика околу 50 возила, борбени, неборбени, голема количина материјално-технички средства и околу 280 припадници. Навистина историски, заради тоа што ова е за прв пат да пратиме единица на вежба, меѓународна вежба, да извршиме незино и успешно префрлање од точка А во Штип до точка Б во Хохенфелс во Германија, значи да ја завршиме првата фаза на диплојмент, односно распоредување, и при тоа може да кажам дека ова прва фаза ја завршиме без никакви проблеми. Имајќи во предвид дистанцата која се помина, големиот контингент на возила односно конвој кој беше направен со цел да се префрли единицата, како што кажа, во Хохенфелс. Ова вежба, пак нагласувам дека е дел од развојот или тест фазата, контролната фаза на развојот на лесната пешадиска батальонска група, како втора контролна точка, би рекол. Верувам дека успешно ќе заврши, се очекува вежбата да заврши некаде во втората половина на септември, успешно да се вратат назад, а се во насока да бидеме подготвени како армија, како држава и како лесна пешадиска батальонска група во април следната година да бидеме подготвени за НАТО оценувањето на борбена готовност, кој ќе биде извршено од НАТО мониторинг тим. Каде што после завршената валидација на борбената готовност, можеме, доколку биде успешна, да кажеме дека сме ја исполниле ова примарна НАТО цел на способност, која е многу важна, верувајте, за кредибилноста на армијата. Добро, за крај би прашал како се одвива процесот на интеграција во Алијансата и кои се најголемите предизвици во исполнување на НАТО стандардите во армијата? Како и за борбената готовност, така и процесната интеграција во НАТО Алијансата е секојдневен процес, секојдневна обврска. Знаете, со самиот влез во НАТО 2020 година, ние не ја завршивме интеграцијата. Да, ние ги исполнувме елементарните услови за влез во НАТО, меѓутоа процесот посебно околу прифаќање на стандардите и имплементација во армијата, во одбраната, во институциите е процес кој трае. Предизвиците пак доаѓаат од она кои се моменталните закани и ризици, кои се потребите, кои се побарувањата кои доаѓаат од НАТО Алијансата, како да се одговори на тие предизвици, како интегрирано да се одговори на тие предизвици со другите НАТО члени, во контекст во кој регион припаѓате, во кој регионален план припаѓате. Како што знаете, ние и како сме интегрирани и сме дел од безбедносната архитектура или во контекст на тоа каде пружаме одбрана во однос на одбранбените планови на НАТО, се наоѓаме на источното крило на НАТО и тука даваме значителна поддршка. Значи, сета таа интеграција кон НАТО, прифаќање на стандардите, имплементација во армијата и пошироко, се во контекст на интеграција во НАТО, како што спомнавте и вие. Генерале, ви благодарам за ова интервју. Се надевам објаснивме многу работи. Благодарам на вас, навистина ми беше задоволство.